на Play Radio, одлична тема насловена како Fever. Слушнавме на 8 минути после 12 часот, го започнуваме третиот час од емисијата и продолжуваме со една важна локална тема. Во рамките на проектот за подобрување на социјални услуги, Црвен крст на Република Северна Македонија, општинска организација Струга и општина Струга распишаа конкурс за обука за негователи и негователки за помош и нега на стари лица и лица со попреченост. Деталите околу оваа обука, целта при реализација на овој проект, како и бенефитите кои што ќе ги имаат лицата кои што ќе се пријават, како и лицата на кои што им се потребни негователи, ги им дознаваме од госпоѓа Дорима Даути, секретар во Црвен крст Струга. А Дорима, поздрав во студиото на Play Radio. Најпрво кажете ни, односно да ги информираме слушателите, кои се условите, односно кој се може да се пријави за оваа обука и кој е крајниот рок? Добар ден за слушателите на Play Radio. Да, ова е една многу добра можност за сите кои се невработени и сакаат да се добијат еден убав сертификат кој има големо значење. Го нарекувам убав затоа што е една голема можност за тие што не работат, а сакаат и се мотивирани да работат со стари лица и лица со попреченост. Целта на овој проект е, пошто овој проект е поддржан од Светска банка, Министерство за социјален труд и социјална политика, како и општина Струга. Црвен крст е провайдер на овој проект и овој проект, целта на овој проект е вонинституционална услуга, нега и грижа за стари лица и лица со попреченост. На овој конкурс може да се пријават сите државјани на Македонија. Важно е да биде државјани на Македонија и лица кои ќе сакат да и се мотивирани да работат во Струга и општина Струга. Нас ни е важно на овој конкурс да имаат 18 години пополнати нашите, да речам, кандидати кои ќе се пријават, да бидат психофизички способни за да мотивирани да работат оваа работа. Минимумот е да имаат основно образование, не ги спречува и другите, но ова е минимумот што се бара од наша страна. Многу е важно да сакаат да работат со стари лица или лица со посебни потреби, да се пријават во Црвениот крст. Ние како провайдери имаме оставено на самиот конкурс телефонски броеви, а можам и да ги повторам телефонските броеви. Секој ден работиме од 8 до 4 работен ден. Работно време како секогаш или од 8 до 16 часот. Имаме мејл кој го имаме исто истакнато во конкурсот. Слободно може да се јават, да се информираат. Конкурсот ќе трае 10 дена, потоа ќе имаме селекција на кандидати и потоа веднаш почнуваме и со давањето на услугата. И сакам да напоменам дека општинската организација на Црвен крст Струга е сертифицирана, верификована за оваа програма од Министерство за образование. Од прилика обуката со си испитите би требало и со практичната работа да трае од прилика 3 месеци, со тоа што многу зависи од ситуацијата во која се наоѓаме. Так, ајде да позборуваме малку за обучувачите. Колку во Струга има стручни лица за овој домен од општественото живење и делување, колку има луѓе кои што ќе имаат можност квалитетно да ги научат сите кандидати? Значи, според верификацијата на програмата беше потребно да се вклучи еден доктор, дефектолог, социјален работник и медицинска сестра. Сите тие беше потребно за овој конкурс да имаат, да прикажат сертификати за нивна претходно искуство, како и 3 годишно работа во нивната дејност. Кандидатите кои беа пријавени на тоа и кои ние ги одбравме се со исполнатите горе наведени основнати услови. Сите тие имаат над 3 години искуство и се дел од нашиот тим за обука на овие негователи. Во Струга имаме и доктори, и медицински сестри, и дефектолог, и социјален работник, така да тие лица според верификуваната програма се соодветно
најдени и тие ќе бидат нашите обучувачи. Така, кажете ми што после обуката, какви можности добиваат кандидатите кои што успешно ќе ја поминат обуката и ќе ги стекнат потребните вештини? Значи, кандидатите во моментите што ќе заврши обуката, според програмата предвидено е да се уклучат матичните лекари како и Министерство за социјални работи. Тие имаат обврска, корисникот кој ќе се пријави и кој ќе ги исполни условите да има негувател, да користи негувател, едноставно тие селектирани лица ќе ги споиме со лиценцираниот, да речам, кандидат во тоа време, од кога тие ќе се спојат и ќе одлучат да работат заедно, негувателот во неговиот дом или во него, зависно какви ќе бидат потребите на корисникот, пошто тие се лиценцираат негувател за двете, значи работи и за лица со попреченост и за нега на стари лица. Тоа не знаеме кој ќе се пријави на конкурсот од другата страна, да кажам. Со нив ќе ги споиме кога ќе им се издаде решение дека тие луѓе ќе го можат да користат негувател, ќе бидат споени, ќе имаат договор, решение ќе добијат од матичен лекар, ќе добијат решение од Министерство за социјален труд, од наша страна добиваат договор за работа и негувателот добива решение за исполнување со нив, понатаму тие ќе продолжат да работат со надомест нормално и ќе бидат платени, едноставно ќе бидат како секоја друга работа, само што оваа не е институционална, него е надвор од институција, односно грижа во домот. Така, одлично е тоа што ќе се соработува и со матичните лекари и на некој начин сите стручни лица ќе се спојат за да се вработат овие лица кои што ќе добијат соодветен сертификат. Кажете ми што говорат податоците, на колку лица со попреченост и стари изнемоштени лица во овој регион им се потребни негуватели? Од наше искуство претходно ние сме работили со личната асистенција, има потреба. Во тој период кога работевме на другиот проект, нас ни се јавува и ни бараа нега за стари. Ние тогаш во тој период немавме лиценцирани негуватели и за прв пат во Струга се случува ваков курс и ние тоа прв пат го правиме, лиценцираме кандидати за да можат да одговорат на оваа потреба на градот. Во тој период кога ние немавме, гледавме дека барањето постои, нас ни се обраќаја граѓани кои имаа потреба за оваа нега. Имаше ситуација кај што младите бараа за нивните родители дека не живеат повеќе во Струга, сами им остануваше сам едниот родител без партнер и едноставно имаше потреба и за грижа, и за нега, и за друштво во домот, затоа што знаете еден 80 годишен на баба има потреба некојаш и да и се пазар и да се онесе на лекар, да и се поможе при домашните работи. На некој начин тогаш гледавме дека потребата постои. Сега ова е една добра можност да тие дојдат до негувател. Така, кажете ми колку сметате дека младите се заинтересирани да станат обучени негуватели и каква е заинтересираноста до сега? Па веќе ова е втор-трет ден што е објавен конкурсот. За жал повеќе ни се јавуваат лица кои се вработени, а целта наша е да ние вработиме понатаму лица нови, да не бидат веќе вработени лица и јас тоа сакам да апелирам за тие што ја сакаат оваа работа, да еве една убава можност за тие луѓе кои ја имаат, ја чувствуваат оваа работа близко до нив, пошто не секој е подготвен да работи, затоа сме свесни. Ова бара хуманост пред се и затоа кажувам дека е една добра можност. За жал, рано е да зборувам, да видиме после кога ќе помини конкурсот колкава ќе биде заинтересираноста. Во моментот нас ни се јавуваат вработени лица повеќе, отколку невработени. Имаме неколку што се веќе пријавени, но нас ни бројот треба да стигне до 20. Тоа е и услов за да започне овај конкурс да работи. Така, ова е ова обука.
Така еве еден медиумски апел до сите млади и невработени лица кои што имаат хуманост во себе си и потреба и од работа и некому да помогнат да се пријават. Сосема за крај, како може да се пријават сите заинтересирани, уште еднаш да ги повториме телефоните, мејл адресата и така натаму. Значи, можат во секое време во објектот на Општинската организација на Црвен крст, ние се наоѓаме во кругот на болницата, во зградата што е позната како забно или трансфузија, на прв кат е Црвен крст. Понатаму телефонските броеви се 046 786 014, тоа е фиксниот и мобилниот телефон 071 398 424. Имејлот адресата на Црвениот крст е struga@redcross.org.mk. Така, дури мислам дека во главном ги информиравме граѓаните за конкурсот и за сето она што вклучува истиот и како услови и како потреба од невработени кандидати. Ние како медиум остануваме во соработка заедно со вас, ќе ве контактираме и во кога ќе помине одреден период за да ни кажете кој е епилогот од овој конкурс и секако кога ќе започнат обуките, ќе не информирате за сето она што е потребно, што треба ние да го пренесеме на нашите слушатели. Ви благодарам на лојалноста. Ние ќе бидеме во секое време транспарентни да ве информираме и во текот на обуките ќе можете да добиете целосна информација како и во кој начин ќе течат и обуките. Ви благодарам уште еднаш. Така, ви благодарам и јас вас. Сега продолжуваме понатаму со супер музика на Плей. See the open wide